Quo vadis? Драги мои пријатели и пријателки, продолжуваме со неделното наше известување за нашата перцепција околу она што се случува во светот. Имено ви останувам должен за еден период кој моментално го разбранува светот, а тоа се случувањата на Блискиот Исток и кои по мене се длабоко поврзани со она што се случува во Соединетите Американски држави, а тоа што се случува во Соединетите Американски држави има одразу врз она што се случува на руско-украинскиот фронт, она што се случува во Европа, она што се случува со Иран, она што се случува со Тајван и Кина. Едноставно, мислам дека сме на прагот на битка за цивилизацијата и таа не се води ни во Македонија, не се води ни во Русија, ни во Кина, ни во Свирипичино, таа се води во Соединетите Американски држави. Колку и да ја критикувате, таму е најголемата борба за демократија, таму е единственото место каде што храбрите луѓе знаат што се случува, луѓе како вас, луѓе кои се слободоумни и кои сакаат да ја ослободат Америка и едноставно да престане ова лудило кој ни го промовираат со години наназад, нели, преку флагшипот на Сорос. Иако Сорос не е идеологот на цело ова, он е само морковот на стапот, он е и стапот, но кој го држи, кој го постави, тоа е тоа мочуриште и за него можеме да дебатираме и дебатираме. Ај малку да ви објаснам сега за оно што се случуваше на Блискиот Исток, поточно што се случуваше со тој спектакуларен контратерористички, counterterrorism, антитерористички напад кој е на некој начин и терористички напад. Имено зборам за експлозијата на бомби поточно имплантирани во пејџерите на илјадници души. Познато ви е помалку или повеќе што се случило, дека пејџерите експлодирале. Пред да ви да објаснам неколку работи за тоа што сериозно, спектакуларно, нешто вакво ни на филм не сте виделе. Сте виделе можеби поединечно во Mission Impossible за еден, за два, во скрена, но илјадници души симултано да елиминираш прецизно, хируршки, тоа е навистина човек да се фати за глава. Видете, немој да го сватите моето воодушевување дека јас заземам произраелска или про-Хамас страна. Ни едните, ни другите. Но, она што е, не може да се пренебегне. Ајде, вака да употребам така збор позвучен. Не можеш да го игнорираш начинот на војувањето, авангардата која ја спроведува Мосад. И тоа е ова ќе бидат школи за наредниве генерации. Како што денеска се проучува, не знам, Александар Македонски и неговите начини на војување. Така и ова што Мосад го направи, ќе биде со години проучувано на школите воени, стратегии и мислам дека испишуваат нови истории единствено од, ако ја споредиме со некоја уметноста на војувањето, која кинезите ја напиша уште пред 2000 години, не кинезите, туку Лао Це и така натаму. Може би изгрешив името. Не ме фаќајте за збор, небитно е тоа. За да ве потсетам дека ова не е нешто случајно, дека ова не е од вчера, дека ваквиот начин на креативно, субверзивно, многу слојно, просто како во Дјун на Херберт, финта во финта, план во план во план, не можеш да го дофатиш планот. Како што и мочуриштето во Соединетите држави. Ајде да ве потсетам, моја грешка е, не ги проучив сите детали во врска со овој случај, се работи за
се работи за една воена акција која израелците ја извршија некаде во пред едно 40 години. Имено, тензиите помеѓу, откако Иран Шахреза Пахлави паѓа, доаѓа Иранската револуција, се спроведува така наречениот тие исламски закони и така натаму, започнува една константна тензија помеѓу Израел и Иран. Иран ги поддржува Сирија, го поддржува Либан, ги поддржува палестинците, со Турција се блиски, и за нив Израел е смртен непријател. Американците не се толку, знаеш, dead to Americans, до толку колку што се израелците, израелската држава. Имено во меѓувреме, после војната, пазете, Израел беше нападнат од сите страни крај на 60-ти години и во таа 6-дневна војна успеа да ги порази сите. Тоа е бравурозно, маестрално. Значи сите арапски земји се кренаа, го газиме Израел и стварно тоа требаше да биде така. Ако имаше конвенционална војна, но нема да навлегам сега во таа војна, таа е добро проучена, но има неколку моменти подоцна каде што немаме таква отворена војна, но имаме акции кои пружаат голема порака исто како после 6-дневната војна. Бидејќи после 6-дневната војна покажа дека Израел не можеш да го поразиш. Израел не можеш да го нападнеш. И од натре, и од надвор, од повеќе страни, повеќе кратни фронтови, израелската армија е подготвена. Она работи како да завчера им почнала војна, а не утре, знаеш, нашата мисла. Туку да довршам мислава. Израел во меѓувреме има атомска бомба и со неја им вика: ако продолжите вака се понашате, некој ќе го јаде. Карикирам, но во суштина тоа е пораката. За да може да се парира, ниедна земја во регионот нема атомска бомба и Иран решава да направи. Со таа ќе може да му се закани на Израел и се претпоставува дека ќе го стави во скут. Но бидејќи Иран не е од оние држави кои почитува меѓународни договори, трици, и така натаму, во тоа време не и дозволуваат да развие свое оружје. Океј, они викаат, тогаш развиваме ние наша нуклеарна програма која ќе ја користиме за наша енергетска независност. Во секој случај, знаете како, тоа е и легитимно. Секој може и секој има право да ја развие. Со децении Обединетите нации испраќаат така наречени комисии кои треба да утврдат дека тие нуклеарни power plant централи, каде што се збогатува ураниум и се во суштина само места кои подготвуваат гориво за нивните нуклеарни централи, но не и да произведат нуклеарна бомба. На филмови е многу лесно да, украле бомба, па му ја продале и ови сега ќе ја джитне врзово и врзово не. Така не иде. Имено, да ви кажам дека секој ураниум има свој код, баркод, има QR код, има структура електронска, структура на зрачење, на полуживот, кој е карактеристичен само за една и единствена централа која во светот го произведува. Значи, ако ти дојдеш до некако збогатен ураниум или до некаква бомба, веднаш може да се дознае од каде е ураниумот, кој го произвел, која година. Тоа е така наречен signature кој зависно каде се произвел, но во тоа не навлегува. Имено, и во даден момент и покрај тоа, Израел не верува на ниедна комисија дека Иран не развива атомско оружје. Тоа е опасна теза, нели? Конзистентен одговор и немаше од другата страна, бидејќи беа некои од членови од комисиите кои надзираат дека
немале пристап на се сателитските снимки, друго кажувале и така натаму и така натаму. Се зголемува тензијата и Израел сваќа дека овие се на прагот да произведат атомска бомба. И сега, ајде да ви префрлам малку на кратко сосема друго. Кога летате со авион, летате по автопат. Што значи тоа? Не сте во воздух било каде. Постојат стрикни коридори. Тие коридори ги определуваат радиофарови и комуницираат со транспондерите на самите авиони. Значи, секој авион си има своја лична карта, си има свој чип, тоа уште од многу одамна децении наназад, и го испраќа веднаш контролата на летање не само над земјата која лета и туку и сите останати добиваат, ова е Боинг 737 на лет од Франкфурт за Дубај. Покрај тоа што они транспондерот го добиваат, кој е оригинален, фиксен и кој многу тешко се хакира, од друга страна, самиот радар, тоа го има во морнарицата, го снима и одразот на сенката, на силуетата на леталото потврдува дека се работи за 737. Количината на не знам, топлина која остава во од моторите, формата, големината и така натаму. Израелците го прават следново. Јас се надевам дека ќе прочитам таа книга во детали како е испланирано, колку време го планирале, но знам како е спроведено, затоа имам читано десто. Што се случува? Се пријавуваат дека е тоа лет, не знам, на германски авион кој наводно слетува во Тел Авив. Авионот куфер иде под земја, бидејќи кога е слетан никој не може да го контролира. Знаат кој има во тој момент сателит. Го пакуваат, транспондерот го зема и го ставаат во ловец пресретнувач бомбардер. Нивните. Дали биле фантоми, миражи, тоа е помалку битно сега. Земаат и полетуваат 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 авиони. 6 или 7 авиони полетуваат од Тел Авив со транспондер, дека се германски Боинг 727, 707, кој е тој во тоа време, полетуваат како еден. Веднаш се испушта сигналот дека е тоа германскиот кој дошол, слетал патици, нормална рута и така натаму. Тоа е изведено маестрално. И летаат крило до крило, скоро физички се допираат. Зошто? Затоа што радарите на Сирија, на Ирак, на Иран, на останатите, на арапските земји, покрај транспондерот, они го снимаат авионот и го гледаат силуета, бидејќи не знам 80.000 метри, не се следи се со телескоп, но се следи радарски и се гледа одразот на оние, знаеш, радари, не? Кај што пише, Боинг 727 одговара силуетата на авионот, брзината и сите останати параметри. Значи, замислете, летале од Тел Авив, од Израел, летале до Иран, или накај Дубај, или каде веќе и да летале. Дубај у тоа време бил силен драма, небитно за муабетов. Летале крило до крило. Значи, турбуленции, не турбуленции, не смеел никој да одстапи, бидејќи ако одстапел, радарот ќе детектирал некаква девијација и тоа ќе предизвика автоматска реакција на противвоздушна одбрана во тоа време, сам 1, сам 2, сам 4 на сам 4. Ја имам работено, тоа е руски систем, 4 ракети кои ги става на своите бродови, но толку беа добри што ги користеа после и копнено, имаат добар радарски систем и така натаму. Израелците успеваат да прикриено да одглумат дека се патнички авион, крило до крило, никој до последен момент да не се пособнева. Кога се наоѓаат на точка најблиску до иранскиот реактор или го надлетуваат, они се ја кршат формацијата и започнуваат со бомбардирање. Дали е бомбардирање, дали е крстаречка ракета, дали е наведена ракета, тоа се
помали детали, небитно сега да не објаснуваме во овие веќе идам 15 минути. И се разбегуваат. Во меѓувреме се активира противвоздушната одбрана, летаат ракети, овие се спуштаат ниско, не фаќаат ни еден авион, но реакторот е уништен, централата е уништена, опасноста е отстраната. Ова е без преседан. После ова се ставаат нови протоколи, противвоздушни, цивилни сообраќај и ова веќе никој не може да го повтори. Но брилјантноста и гениалноста на војувањето никој не може да ја оспори во една ваква мега акција, бидејќи овдека, ако нешто не се случило нешто како што не треба, тогаш ќе било катастрофа. Ја памтам дека за време на Иранската револуција американците се обидоа да спасуваат одредени членови, луѓе и така натаму со нивните најсовремени хеликоптери, што им се случи, им се срушија. Самите се распопарија. Зошто? Предпоставувам има една две работи. Прво, американците најмногу вложуваат во вооружување и се најмоćна армија. Значи, нивниот буџет за вооружување е севкупно го надминува буџетот на сите воени буџети на земјава. Ја перцепирате изјавава моја. Значи, воените буџети, Индија, Русија, Кина, Франција, цела Европа, цел свет, сите буџети да ги собереш, не прават 1000 милиарди. Американците трошат преку 1000 милиарди. И сега, во сето тоа, значи, инвестираат, вложуваат и така натаму. Но има една разлика. Зошто американците не се успешни во вакви акции, како што се израелците успешни? Затоа што Израел живее под тензија. Кога ќе му ставиш некојму нож под грло, не име ни флесно, имаат право. Зошто, нели? Палестинците се борат за своите права, се бутуваат, не се знае која ќе се греат. И израелската држава е постојано под ред алерт и нивните служби, нивните контравојвештајни служби, Мосад, војската, се нон-стоп како да се во војна. Нон-стоп како да се во војна. Кога си во таков мајндсет, ти мора да креираш се похрабри, подрски, покреативни стратегии за да се одржиш. Јас сега го размислувам, ви кажав на почеток, нема тука мое лично одушевување за ова или за оне. Ова е се факти кои се фасцинантни. Таа земја никој уште не успеа да ја порази. Да, американците им се сојузници, тоа е се едно, они се бранат. И сега се навраќам на пејџерите. Пејџерите е проект кој траел со години. Купиле пејџери и сега како да не се открие сето тоа. Замислете, прво, Хамас не е наивна организација. Хамас е поддржана од Иран и од еден куп арапски држави и навистина многу да дадеш ти отпор на Израел, да му дадеш отпор на Мосад, не може тоа секој. Ме разбирате? Значи, секоја почит на храброста на една организација која се бори партизански, исправно или не, они се терористичка организација прогласени од цел свет, но успеваат да се изборат. Бидејќи се им е потешко, бидејќи они се underground, они не се формација, они не се во една земја, они се во Либан, они се во Сирија, они се во Иран и така натаму, тешко се откриваат, но можат да се следат членовите. И они што прават, Мосад што прави? Они формираат компанија во Унгарија. Таа компанија се занимава со продажба, не знам, Јанко Бурек ја крстиле, Јанко Бурек во Вадис. Продавница за мобилни уреди и електронски уреди. Меѓу останатото продаваат и пејџери и така натаму. Некој ситно фирмиче, не се врзани со ниједна битна фирма. Бидејќи, кога дошле Хамас, они ги скенирале, они ги проучиле од кого купуваат, кои луѓе се, дали се проверени. Но овие сето тоа го знаеле и со години планирале како ќе ја регистрираат фирмата, кои луѓе ќе ја водат, каков е нивниот бекграунд.
пејџерите се купени од Јапонија. Фирма која едноставно пејџерите више не им поминувале и земаат пејџерите ги продаваат. Тоа дали се користени или не знам. Не го проучив тоа и мислам дека многу работи уште нема да дознаеме во врска со оваа акција. Во нив, значи, започнува една мега акција, ги отштрафуваат, ставаат експлозив. Предпоставам дека е тоа C4, бидејќи C4 е многу силен, но и стабилен да не експлодира без везе, бидејќи еден да експлодирал, ќе било, нели, алерти, веднаш ќе пропаднало се. Значи, колку време од продажбата на пејџерите до нивно, значи, некој дошол, им понудил, прашувал, овие знаеле шо бараат. Значи, тоа е таква една шпиунска игра, просто плаче за филм, сериозен филм. Ја би го гледал. Ги купуваат сите тие пејџери и во даден момент им експлодираат. За да експлодира пејџер треба да стигне порака. Ние имавме пејџер станица, нели, која, например, во институцијата одредена, ако, да речеме, државен универзитет, кај што сите лекари имаат пејџери, или во команда, бидејќи пејџерот многу тешко се хакира. И пејџерот не е двонасочен, туку еднонасочен. Добиваш порака. Нема тука знаев, не знаев и така натаму. Во одредени служби као што е здравство, као што е војска и полиција, или не знам, цивилна заштита, пејџер кој ќе добијаш порака, нема тука знаев, не знаев, видов, не видов. Должен си по договор да одговориш на пејџерот, дали ќе се јавиш, дали ќе отридеш на одредено место, што е и да е командата. Значи, организацијата која ги купила големо, ги купила на одредено и си испраќале умеѓувреме свој пораки. Пораки кои функционирале. Овие и тоа го знаеле и праќаат одредена порака која предизвикува одредена фреквенција, дали таа самите зборови доведува до некаква комбинација која активира тригерот, нели, запалката за да експлодира. Вау, човече! Скоро 1000 души се зафатени. Не знам колку све испогина, 40, 18, не ме сваќајте за зборот. Поише бе фасцинирано тоа како изведена акцијата, бидејќи телекомуникацијските работи ми се колку толку познати и знам колку мора да е ова сложено од една страна, а од друга страна треба да направиш таква акција која цел свет ќе одекне, а одекна. А од друга страна, не смееш да имаш колатерала, човек. Како тоа да немаш колатерала? Тоа е што они знаеле точно кој ги држи. Најмногу од повредите се повреди на око, затоа што кога зазвонил пејџерот го гледаш, текстуалната порака, и ми експлодира у фаца. Значи, не знам колку ослепени. Другите што им биле по джепови, оштетени бубрези, црн дроп и така натаму, некои искрбариле, некои погинат. Но ова е без преседан во современото војување. Ова ќе се проучува, ова нема да се повтори веќе никогаш, но ова е силна порака. Во овој момент Хезболах е обезглавен. И заради тоа, иако лидерот на Хезболах не беше зафатен, они накнадно го елиминира. Мислам, се разбирам. Но, знаеш како, кога ќе направиш една голема акција, па се стишуваш. Овие напротив, овие притисна, влегоа во Израел, го бомбардира, влегоа во Либан, го бомбардира. Овие retaliation, иранците им испраќаат суперсонични ракети. Значи, не оние ракети кои вообичаено им ги испраќа, туку ракети кои идеа суперсонично и многу тешко. Но они имаат неверојатен систем за одбрана, воздушна одбрана, поточно ракетна одбрана, која се вика
челично не боли, железна купола, се извинувам, на англиски ми беше па го преведов во глава. Железна купола. Кога железната купола еднаш пролетоска кога терапме профункционира, за ова беа убедени дека нема да може да се заштити и се заштити. Војната продолжува со несмалено темпо. Бајден испраќа порака до Израел да не му враќа сега на Иран за овој напад. Луѓе, многу карти се на маса, голем е влогот, а тоа се изборите во Америка, ситуацијата во Украина, неуспешната шарена револуција во Израел, Кина, која даде изјава дека двете Кини ќе се обединат, а тоа е Тајван и Кина, што Америка не може да го преđвака и што е директна атомска бомба, и затоа чекаат многу возбудливи времиња. Затоа сум многу на страната на Трамп, колку и да е радикален, он човек е кој хендла и кој има за визија дека мирот е добар за прогресот на Америка. Он стварно сака Америка да ја направи голема, да ја направи како што беше во 50-тите, 60-тите, да не биде раководена од оние гнили структури на демократите и соросоидите и такви некои си кои се занимаваат со све, освен со подобрување на животот на сите. И во сето тоа, тие нема да... Мислам дека дури се у овој момент, ми се ежи кичмата од сева ова, дека размислуваат и за користење на нуклеарна експлозија, но нив би им било подраго кога русите би употребиле во Украина. Русите тоа го знаат, ја употребија цар бомба, не на што експлодира на новаја земја најголемата атомска бомба, туку вакуумската бомба, која е сериозно предупредување, бидејќи една таква во Киев и пакуј куферите, дечки. После тоа само атомски бомби ќе може. Но никој не е глуп, никој не е наивен. Мене единствено што ме секира е таа врхушка на што е спремна да не ја даде власта во Америка, така наречената бара. Затоа се тука Ванс, затоа е Елон, затоа е Трамп, затоа е Кенеди Джуниор. Значи, сериозно обединување за демократија и за слобода, не само на Америка, на целиот свет. Ќе ги анализираме работите и натаму. Ја се извинувам, ама премногу инспирација имав и отидов половина час, иако требаше некои 15 минути. Кво вадис на Единствена Македонија, следната недела следете не. Пријатно!